Добро дојде во Магична сцена за Фаик Мефиловски. Здраво, Фаик, како си? Здраво, живо, одлично. Многу убаво изгледаш, многу мајца носиш. Стотка од синиот портокал. Да, така се погоди денеска. Синиот портокал, да не кажеме, најдобра представа во Белешки театар, барем според најмногу изиграни представи. Да, не знам дали е најдобра, но е најодиграна, сигурно. Па, знаеш, квантитетот и квалитет си носи, па така што... Да, поврзано едно со друго. Таа представа е стварно нешто чудно направена, со жарко, со покојни... Да, чикацот ни отиде, ни замина. Колку време игравте? Ми се чини дека е 2017 продукција. Од 2017, така? Да. Бајаги години игравте. Да, ќе продолжиме да играме. Ќе продолжите? Да, имаме аманет од Самуил. Да продолжиме да си играме представата, само малце така да ни се средат. Да ви се средат работите. Да. Убаво е кога си дел од некоја представа која што трае и ќе трае. Па не можам да речам дека имало ретки такви представи, но не се ни премногу представи и на некој глумец можеби никогаш не му се случува во текот на кариерата да игра во некоја таква представа. За жал има малку хит представи, каде што е навистина среќа да си дел од неа, а ти си навистина во тие барем подобрите хит представи и подолготрајните, па си дел некако. Така ти се погаѓа или можеби ја урата ти е таква, а можеби си навистина толку добар глумец што јас го потврдувам, ти си ми мене омилен глумец во Белешки театар. Фала ти. Супер да се слушне ваков комплимент. Ја гледав господја министерка на премиерата. Така. Знаеш, пошто кога сакаш некој глумец, јас пошто те сакам тебе и ти си ми се на сцена кога ќе излезеш, едва чекам да излезеш. И навистина беше направено маестрална улогата и можам да заклучам дека сите улоги беа маестрално направени. Ако да сум некој критичар што би давал оценки, 10 би им дал на сите глумци. Режија, се беше направено до совршенство. Ги поканувам сите, цела Македонија, Скопјани секако треба да доаѓаат, пошто е Велес толку близок. Да. Не е проблем Велес, проблем е Скопје, да излезеш од Скопје и да се вратиш во Скопје. Тоа повише време се задржува таму отколку меѓуградски. Како се чувствуваше ти кога ја спремаше господја министер? Па многу убаво, многу фино, многу се е супер лативи, особено кога се работи со Синиша. Тоа е празник. Втора представа ми е министерка со Синиша, така да Синиша е мајстор да создаде една убава атмосфера за работа и многу е важно тоа дека кога ќе станеш изутрина сакаш да отидеш на проба. Тоа чувство е, да, и особено последните 2 недели работевме многу и некако така се погоди да останеме сите во театарот тие 2 недели. И тоа ни беше празник, ни беше фестивал, ни беше би љубоморам тогаш на тие моменти, зашто друго е кога гледаш представата, навистина е досовршено добра, но за да дојде до таква представа досовршено добра, кој знае колку интереси биле сите денови кога биле пробите. Да, особено дека Синиша дава многу слобода. Прави една голема рамка и во таа рамка дава многу слобода и секој од колегите поминавме по неколку варијанти на ликовите и тоа беа неколку различни представи. Тоа сигурно. Да, и соработката со колегите секогаш е во Белешки театар многу добро. Така што се создаде таа некоја синергија, некој таков пакет, каде што е пакет за уживање и за нас и за публиката. Ќе правиш излети да не е стандарден ликот, да има импровизација понекогаш? Јас сакам да импровизирам многу на проби. Додека се пробите, сакам да извадам се од себе си и после тоа може некаде малце да се избега, но не премногу. Затоа што сметам дека тоа има некоја нагорна линија, но почнуваш после се додворуваш на публика и после почнува да паѓа некако. Не играш за себе си, за ликот, туку почнуваш да играш за публика. Така да избегнувам многу импровизации, знае понекогаш нешто што не може да се воздржам да излезе од мене, знае нешто да излета тако, ама се трудам да е тоа така како што е договорено. Во синиот портокал имаш импровизации? Има можеби во формулацијата на репликата, нешто што на почеток ќе отиде на крај или обратно, но нема и таму импровизација. Значи одигравме 101 изветна и секогаш скоро било исто. Така. Фајк, ајде за студентските денови или ако сакаш од детството, знаеш дека ќе бидеш глумец? Прв пат играв во 4-то одделение, Мечката.
Многу логично. Страшна беше мечка. Да, така ме буцка. Да. И тоа, после благодарение на Што правеше мечката? мечката беше лошата мечка во шумата, па после станува добра. После добра да, станува, после така. тоа станува добра. Некакво недоразбирање во основно ми се чини дека 7 или 8 работевме Ричард Трети. Стварно? Да. Ричард Трети во седмо. Да, имав професор кој што им беше и класен, Сашко Андреев, и беше многу супер професор и многу сакаше да не научи да читаме, да работиме и да размислуваме малце поинаку подлабоко. И потоа одев на драмска секција некоја во Значи средна си знае, школа што и малку така натаму. Да, имав желба, Од да. мечката па до академија. Да. Академијата? Лесно, тешко, како? Академијата Запишувањето? лесна. Запишувањето многу тешко. Многу тешко, да. Да, многу често ја раскажувам ова приказна, но да отидов на ФДУ, конкурирав кај професорот Милчин, па тој не ме прими, па во втор уписен рок некои од постарите колеги ме убедуваа да одам во Бугарија, некои вамо, и се снајдов отидов во Тето. И не жалам за тоа, поминав супер, ако ништо друго, стекнав многу убави колеги кои што и ден денеска сме другари, онака баш другари цврсто и се гледаме и живееме и работиме заедно и така натаму. Кога ќе се споре, си правите мојбет сигурно како е во Скопје, како е во Тетово? Има некои разлики, кои се разликите? Па не знам, можеби Дурбев, јас можеби кадарот беше, пошто тогаш таму на ФДУ беа Милчин, Владе Цветановски и некои Искусни, професори, да речеме. искусни кои што знаат тоа најверојатно многу подобро да го пренесат. Так. Но сепак ми се чини дека за во една работа да си успешен, тоа зависи само од тебе колку работиш. Така е, точно. Мене кога ме примија во Тетово, пробував да видам што работат на ФДУ и оттаму и тоа работев и друго работев, па некако се исплатеше тоа. А кај живееше тогаш? Во Скопје. Во Скопје Првите 3 месеци патував Велес Скопје со воз, па менував воз Скопје Тетово, па Тетово Скопје, Скопје Велес. Излегував во 6 наутро и се прибирав во 12. Да, и после тоа некое време се решив да после живеам во викаш, Скопје, чекай па се, патував само до Тетово и назад. Добро, тогаш било полесно. Сега, Да. сега така имена Скопјани што работат во Велешки театар. Да, патувањето Ти тоа знае, имаш некогаш годината, да е знаеш. забавно, некогаш знае да е мачно, но што е тоа е. Што правеше додека патуваш? Па слушав музика и читав книги. Така? Да, Сакаш тоа ми да беше читаш книги? Па да. Периодично некако, некогаш ќе земам и така на брзина секој, па одреден период, не знам, може да се префрлам на филмови многу гледање и така е периодично, зависи Си имаш кој период. омилени жанрови на филмови и на книги? Па да, на филмови сакам драма. Да, неќе многу покотници, Сакаш да акции, плачеш? сакам, плачко сум по Плачко природа, си? да, сум многу емотивен. За Титаник со тебе плачеш? Па добро, не знам дали баш за Титаник, ама малце, не знам, повеќе апсурд ме интересира и ми прави таква емоција. Си се фатил кога си плачал најмногу? Не знам искрено, не можам тоа да кажам сега. Не знаеш. Не можам да се сетам. Ај за книгите, какви жанрови сакаш да читаш? Па не знам, го сакам, апсурд сакам. Апсурд сакаш Да, и го во сакам книгите? Харамс, го сакам Ками, го сакам, да. Од апсурдот до комедиите, патот, Па, има многу поврзано, затоа што тоа што е апсурдно, или е многу тажно, или е многу многу смешно. смешно, така е. Значи, не знам, ги сакам амплитудите, некако не сакам да сум на средина, се да е така средно жалосна. Сакам горе, сакам доле. Фајк, знаеш зашто си ми омилен актер? И омилени актери ми се тие кои што подеднакво се добри, сум ги гледал во сите можни жанрови, и во комедии, и во трагедии, и сегде се квалитетни до максимум. Ти си еден од таквите. Ти благодарам. Сакам да те гледам во комедија, зашто ми е многу интересна, како физику си ми интересен, и затоа сакам во комедија. Знам комедијата, без многу да се трудиш, ти лежи и ќе ја направиш улогата идеална. Но потешка во драмите, таму се исто перфектно. Да, но
Најчесто знае така за комедијата да има глас, нели, дека лесно е, ајде за ваканција, да. но некогаш Кој комедиите не се знае, многу да, многу потешки, затоа што Комедијата е најтешка, фидбек од публиката, ако се насмеат има комедија, ако не се насмеат нема. А во спротивно, ако во некоја драма некако не реагираат, onda ќе не ја сватија. Не сватим. Или нешто тако. Има нешто. Да. Велес има одлична публика, ми се чини најдобра публика. Комедијата ако не е добра, значи глумецот е крив. А во драмата публиката е крива, не ја сватила. Да. Значи подобро е во драма да не се. Па некако така ќе му дојде, да, некако така ќе му дојде. Но од публиката знае да препознае секогаш што е како е. Знаеш како публиката очекува на комедијата да се помини преубаво и да се скинат од смеење. Да. И тоа им е од старт, знаеш, во мозокот тие доаѓаат да се смеат. Така, така се на тројка ставени и ако им се погоди, уште ако им легне, тоа е уживанција. Да. И јас исто сум спремен стално да се забавам и уживам кога гледам комедија, но уживам кога гледам добри комедии. Ме нервираат многу, имам многу глупи комедии. И во Македонија, а посебно од Србија. Тоа е опасното дека многу лесно може да се фане некоја друга патека која што многу ми е криво кога во Србија има многу добри актери и кога ги носат некои такви шупачки комедии што да се чудиш како луѓето воопшто одат да ги гледаат представите. Само да ти кажам и да дават толку пари за некоја многу глупа представа, кога ја ги треба да е комедија добра, а всушност е катастрофа. А за кај нас, господја министерка, ја препорачувам на секој да ја гледа, се работи за предобро направена комедија, иако луѓето мислат, господја министерка, сега пак што ќе биде направена е бомбона представа. Со такви убави ликови. Некои наши линии, ваши линии фатени, тоа е навистина нешто до перфекција добро направено. И ти знаеш тоа да го работиш и ти се восхитувам на цел минат труд што го имаш направено. Фала ти. Колку време ти треба фајки за една представа да се спремиш пред почетокот на представата, да речем извербата е 20-та, 25-та. Така. Што ти е неопходно? Припремата пред посада. Не знам, немам некој голем таков ритуал кој што го правам цело време, но најчесто одам да проверам реквизит, дали е си на свое место, да облечам костим, да се спремам и ми требаат, не знам, 10 минути онака да издишам и да речам show time. Ајмо се. Така. Да. Полесно ти е кога си во првата сцена или кога си негде? Најлесно ми е кога сум цело време. Најлесно ти е кога не излегувам. Влегуваш внатре, тој е ликот, таму си внатре, нема околности кои што можат да ти го нарушат ликот. А вака кога имаш... Тоа ми е најубаво, кога ќе влезам и кога нема да излезам, тоа ми е перфекција. Синиот портокот е таква? Да, има неколку излези, но тие се кратки. Да. А вака во 4 соби со сини што е така. Цело време, да, го играм рецепционерот таму и цело време во секоја соба. Во секоја соба. Нема излегување. А во господја на излезите што правиш? Да, имам таму едно парче малце поголемо, па взимам оддишка, се качувам до гримјурна, најчесто сакам да сум сам, не ќе многу интеракција. Дури се игра представата, отпосле сакам кога ја заврши представата и когаш не можам одма да си отидам дома. Така морам да поседам малце, да легне, да се изфрли некоја енергија, да се прими друга некоја енергија, да се стабилизирам, па така можам да си отидам дома. Да си ми жив и здрав, Фајк, фала ти многу. Ти си ми денеска последен соговорник, затоа што мора да почне представата. Така, да. Се надам дека ќе имате одлична представа, дека ќе бидеш полн со енергија, како што имаш и стално, и продолжи така, и ќе дојдам стално да те гледам и ќе најимам за тебе. Ти благодарам што дојдеш, што ме посетуваш, затоа што остана многу малце луѓе што зборуваат за театар и уметност воопшто. Така, ќути не кажува. Фала ти, уживам. Фала ти тебе.